Зависи на медиуми, денеска сме во Дневниот центар Порака наша, лица со пречки во развој над 18 години, проект на невладина организација која е подржана од општина Кумана од 10 година поред. Целта на оваа конвенција за шtampa да истекнам дека после правни спорови од негде 5-6 месеца, бидејќи изборното собрание на невладината организација Порака наша, која помина пред нова година во некои турбуленции, имаше и правна развршица, имаше судски спор, првостепена, второстепена пресуда и после тоа општината имаше право да го потпише договорот врз основа на одлука во развојната програма за социјала за подршка на лица со пречки во развој до 18 години, како и секоја година. Ова година имаме договор на 1.200.000 денари за подршка на работа на Дневниот центар и 300.000 за подршка на проекти од областа на социјала за овие проекти кои исто така ќе ги најавам понатаму, се дел од партнерството на општината во однос на UNDP како носител на проектот за едукација, спорт и рекреација и музички, уметнички, ликовни и драмски едукативни содржини на лица со пречки во развој, се со цел за да имаме брза инклузија на лица со посебни потреби во нашето општество, што е нормална ljudска човечка потреба да они имат исти еднакви права со сите граѓани во светот, а пред се во општина Кумана. Значи, проектот кој го подпишаме, значи стар 10 години, продолжува да дадеме една порака да луѓето кои имат потреба од Дневниот центар бидат мирни. Општината цврсто стои на ставот, сите недоразбирања се надминати, така да ќе правиме и понатаму нови проекти во однос на проширување и услови на работа за Дневниот центар Порака наша. Мислам дека еден сега може би градови има и други формирани. Ова е прв центар за лица со пречки во развој над 18 години кој е формиран во Република Македонија. За ова работа имаме многу признанија од Министерството за социјала, од Сдруженијата граѓански. Мислам дека со нов елан и нови потенцијали Дневниот центар ќе се развива во позитивна насока. Ние ќе стоиме како подржувачи на сите проекти што се во однос наменети на работа со лица со пречки во развој. Особено овој проект кој е трети поред со UNDP во однос на едукација. Тука имаме два сегмента. Едниот е образование неформално на ромската заедница, а вториот е едукација на лица со пречки во развој. Проектот е негде 1.200.000 евра, 1.200.000 денари се извинувам, 540.000 дава UNDP, локалната самоуправа дава подршка во однос на обезбедување на услови за едукација, тоа се просторни можности, спортски сали, превоз и се она што е потребно за да се стигне до местата каде се обавуваат сите овие рекреативни, спортски и уметнички, односно би кажал, едукација во однос на музиката, ликовната, драмската, оноа што сите они ќе искажат базичните потенцијали кои секој човек генски ги носи со себе. Знаеме дека во историјата многу луѓе кои имале пречки во развој станале врвни уметници, спортисти, музичари, ликовни уметници и така натаму. Еве даваме допринос во прилог на освестување и можност на подигање на јавната свест за ова маргинализирана досега група на луѓе. Мислам дека подигање на јавна свест е билатерална одговорност, тоа е одговорност не само на општината, бидејќи општината ги исполнува потребите на граѓаните, треба да има билатерална да граѓански задржувања и граѓаните пред се имат големо чувство за оваа група на луѓе кои текако се битни од сегмент во нашето општество. Ќе направиме се во наредниот период да направиме подобар амбиент и услови. Еве, во меѓувреме разговараме со раководителот на оваа невладина организација, дека во натамошниот период ќе се обидеме преку европските фондови, преку некои здруженија, да добиеме потик и подршка за изградба, односно адаптирање на некои простори, бидејќи овој простор не е адекватен за овакви содржини, а пред се за бројноста на корисниците на оваа работа. Еве, честитам на упорноста на менаџерскиот тим, на луѓето кои работат, а сега користам прилика да ги поздравам сите
луѓе волонтери кои овие година и половина или две дадоа голем допринос во однос на имплементација на овој проект за едукација на група на деца, односно луѓе со пречкиво развој. И ова работа што ја покажаа нашите стручни лица, уметници, спортски работници, педагози, дефектолози, значи имаме над 15 вклучено волонтери, од кои 9 работат во проектот на UNDP. Значи, голема благодарност од општината, има некоја минимална материјална надокнада за текумните трошкови на работата, меѓутоа, они дадоа голем допринос во однос на ресоциализација и интеграција на оваа група во нашето општество. Имаме видни резултати во таа насока. Они дават еден подем во однос дека нивната работа се препознава. Самите представи што ги направи во неколку наврати, како резултат на интензивен труд на воспитачите, дефектолозите и пред се луѓето волонтери кои работат во оваа насока, јасно ни укажува дека иднината и перспективата на интегрирање на овие луѓе во нашето општество е баш во оваквите проекти.